Обвинителството да постапи под опрен глас по обвинувањата на кардиохирургот Жан Митрев дека за време на ковид пандемијата екс-премиерот Зоран Заев и тогашниот министер за здравство и актуелен лидер на СДСМ Венко Филипче барале начин како да дојдат до сопствеништво на неговата болница, повика премиерот Христијан Мицкоски. Тој го прозва и екс-шефот на државата Стево Пендаровски, дека како што рече постоеле сериозни сомневања дека дел од одлуките на Пендаровски во време на ковид кризата биле незаконски. Тоа според него го отвара прашањето за институционална и кривична одговорност. Има многу сведоштва кои што говорат за однесувањето на владата во тој период. Вие знаете се уште тие законски уредби и одлуки на Пендаровски Стево во тој период стојат непоминати во собранието. Треба да видиме и собранието да се произнесе во периодот што следи што со тоа. Дали можеби има и одговорност тука од страна на поранешниот председател Пендаровски Стево и пред законите и пред уставот, затоа што постојат основани сомневања дека голем дел од тие одлуки се испротивни на закон и испротивни на устав. Навистина мислев да не му давам значење на господинот Мицковски, затоа што ја разбирам неговата потреба катастрофалните резултати од своето досегашно владење, да ги покрива со коментари за работи кои не ги разбира. Но заради јавноста ќе морам да објаснам некои работи кои за жал на експертот за енергетика претходно не му ги објасниле неговите големи правници, реагираше поранешниот председател Пендаровски на социјалните мрежи. Уставниот суд уште пред повеќе од 5 години со мнозинство гласови потврди дека одлуките за вонредната состојба се во склад со уставот и законите. Второ, уредбите со законска сила ги носеше и ги имплементираше владата. Дали таму имало злоупотреби, тоа државните институции кои сега се под тотална контрола на Мицкоски може да го проверат кога сакаат, ако сакаат. Трето, сите одлуки за прогласување на вонредна состојба беа доставени од моја страна до собранието и тоа веднаш по завршувањето на таа состојба. Обвинувањата на Мицкоски кон Пендаровски доаѓаат откако вчера и лидерот на СДСМ го повика кардиохирургот Митрев обвинувањата за преземањето на неговата болница да ги откаже со кривична пријава и обвини дека за тоа стои ВМРО ДПМН. Филипче најави и тужба за клевета.